Добро јутро, добри луѓе, точно е 6 часот и 25 минути, 24 јули, понеделник. Последен ваков пеколен викенд, човек просто да посака да дојде понеделник. Пред викендот, минатата емисија споделив со вас неколку совети од интернет. Секако за тоа како да се разладиме, нели да се спие подалеку од партнерот, да се спие во позиција на орел и да се стават чаршафите во фрижидер за да се разладат. Решив да го применам сето тоа и откако стигнав до половина фрижидер, што секако не беше лесно, нели прво треба се испразни фрижидерот, а не треба да се фрли тоа, туку треба да се консумира. Негде на половина фрижидер сватев дека има и поедноставен начин. Едноставно да си се спакуваш и да си заминеш на некое постудено место, како например на буквата О, односно Охрид. И така си одиш на викенд, не пратиш вести, се враќаш дома И сега ќе речете невреме, лесно е со невремето, затоа што невремето поминува, не се случило уште нешто поневеројатно, доаѓаш и слушаш дека Илинденското востание било бугарско. Да, и тоа не бил некој кафански муабет, туку за ова се дебатирало сериозно во бугарскиот парламент. И сега си вели што е следно, да, и тоа е добар поднаслов на темата, што е следно, но и следното не е многу различно од претходното. Именно од Македонската асоциација на туристички водичи тврдат дека странските туристички водичи кои што доаѓаат во оваа земја, на ова тло, со своите туристи, со своите групи, ја испревртувале историјата. Испревртувале, знаете дека е многу благо речено. Да, тоа се нашите две денешни теми, а што се однесува до гостите, овде во студиото ќе ни дојде Јелена Никодиновска Чаповска, која што неодамна ја промовираше својата прва книга Тишина, книга со необична тематика и која што привлече многу внимание. И убавиот момент е за вас што не само што ќе промовира, туку на тројца гледачи ќе им ја подари оваа книга. Тоа накусо за нашата емисија, сега накусо да видиме прво какво време не очекува денес, после она чудно кусо невреме што се случи вчера, барем во Скопје беше кусо, не говорам за останатите места. Прогноза за понеделник 24 јули. Кусе текстов, претежно сончево и многу топло, ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од северозападен правец. Во Скопје сончево и многу топло, да, супер, многу топло, баш сме срекни, со слаб до умерен променлив ветер. Температурите, минималните, ќе се движат од 12 до 21 степен, максималните од 30 до 40 степени. На радоста и немаше крај. Сега, 24 јули, јасно ви е дека следува 26 јули, така што од настан и активности би ги споменала оние поврзани токму со овој ден, особено што оваа година се одбележува 60 години од Скопскиот земјотрес. Всушност, од утре почнува одбележувањето, еве да видиме за што станува збор. Благодариме. Со концерт на Евергрини во паркот Ибни Пајко започнува Скопје во 5:17 по повод 60 години од катастрофалниот земјотрес. Јасно ви е зошто е во 5:17, не треба да кажувам. Ајде да видиме кога започнува. Официјалната програма на Скопје во 5:17 започнува со вечерен концерт на 25 јули, вторник, од 21 часот во паркот Ибни Пајко, на кој ќе настапуваат оркестрот на Сдруженијето на џез музичари и слободни уметници, Драган Мијалковски, Андријана Јанеска, Светлана Јовановска и Џон Илија Апелгрен. Скопјани сите љубители на македонските Евергрин композиции ќе се потсетат на најубавите песни и стихови посветени на градот, а во среда, на 26 јули, граѓаните ќе имаат можност да ја видат изложбата во периодот од 10 до 13 часот и од 15 до 17 часот. Ја покануваме пошироката јавност да ја посети изложбата која ќе побуди сеќавања и емоции за времето во Скопје по земјотресот пред 60 години. Убави настани ќе ја посетам уште еднаш за среда,
во среда кога ќе имаме емисија, а ова утре вечер искрено мислам дека никој не треба да го пропушти. 6 часот и 30 минути време е за првите утрински вести на Алфа телевизија. Седум часот и 1 минута време е веќе за нашата прва денешна тема и Илинденското востание било бугарско. Покрај Вселената, универзумот, се разбира. Се надевам дека малолетни не гледаат и не слушат, па да не поверуваат случајно дека навистина е тоа така. Ајде да го погледнеме прво прилогот на оваа тема, па да ве слушнеме вас. Илинденското било бугарско востание во пресред на 2 август партијата на Кирил Петков, големиот пријател на Димитар Ковачевски, во бугарскиот парламент поднесе декларација со која бугарите сакаат да си го присвојат Илинден и да го бугаризираат ова македонско востание. Пратеникот на преродбата продолжува Христо Даскалов во своето обраќање пред парламентот, дури не ги ни спомена македонците дека биле дел од востанието пред 120 години. Далечната 1903 година нашите горди деди възстанаха срещу тиранијата на османската власт. Илинденско-Преображенското въстание е венецът на българското национално-освободително движение и фактът, че освен българи участие вземат и представители на други групи, като например власи и гъркомани. И саможертвата им трябва да я помним. Кога Македонија е во прашање, сите бугарски политичари речиси секогаш се едногласни, па така случајот е и сега. Покрај партијата на Петков, со ваквото тврдење се согласуваат и пратениците од партијата на Бојко Борисов. Илинденско-Преображенското въстание е само един миг от тази епоха на българско национално осъзнаване и на българско национално освобождаване. Нито с него започва, нито с него приключва българския път към свободата. Пратеникот Ташко Јорданов од партијата Има таков народ на Слави Трифонов пак ни порача дека револуционерите се бореле за присоединување кон Бугарија. Не знам дали знаете, но в това въстане живеещите там българи, а не македонци и тракийци, се опитват да се присъединят към България. И не са македонци и тракийци. Од СДСМ, кој од позиција на власт прифати речиси се што Бугарија побара последниве години, сега ќе поднесувале резолуција во собранието за Илинден. Илинден е дел од секој македонец и од целиот македонски народ. На 2 август ќе го прославиме со полно срце и гордост, како 120 години до сега. СДСМ ќе предложи резолуција за Илинден во Македонското собрание во вторник. Она што е помалку чудно, оваа декларација доаѓа од партијата на Кирил Петков, кој од средбите со нашиот премиер порачуваше дека ќе ја ставеле историјата на страна, а со Македонија ќе работеле за напредување на економската соработка. Да не отиде човек на викенд, не знае на што ќе се врати. Забавно во секој случај. Веќе го имаме првиот гледач на линија и му посакувам добро утро да видиме како ќе отвориме оваа дебата на оваа тема. Добро ви утро, повелете о програма сте. Добро утро. Добро утро. Овој Каевски што го види сега, ни го расипа денот, да ви кажам. Првено он нека каже од кај му е богатство, што ги има милионите евра, после за Илинден нека кажуе. А за бугарите се сакат да се бугаризира. Не само Илинден, туку и во учебниците да дојдат и да ни кажуваат учениците што треба да учат. Само народот тоа што не го сваќа. Значи толку народот е тргнат по лагите на СДС и ДУИ, па дури еве какви криминали гледаме што прават од ДУИ и од СДС, на овој, како го викат, колата што била запалија, значи не се водела на негово име, туку на комшијата на груби. Значи толку криминали се прават кај нас, народот го матат, за да не може да се свесе од ваму, па бугарите притискат, па се да се бугаризира од ваму, вие притискат, се им дават и на друг начин го матат дека работат за народот, во интерес на народот, платата му била помала, од двоја сега што му била покачена 78%, а на друго место взимал поголема.
Па што сака тука да работе во владата? Нек си оде таму кај што да вале поголема плата, нек поставе вие народ, веќе нека не го измачкуе, бе. А не да кажуе приказки, тука ми е мала плата, па кој работи за мала плата, бе? Абе, толку големи криминалци се тие и од ДУИ, од СДСМ, само гледат како да се збогатат, да си изнапанат пари, а па ќе ме гајле бугарите што прават и дали ќе ја бугаризират Македонија. Па тоа што е во времето на Заев со тие добрососедски договори подпишано таму. Заев ки зна колку пари има лапнато таму и тие баш му е гајле дали македонците ќе бидат бугари, дали Македонија ќе биде бугарска, дали ќе биде албанска. Он си изнапани пари, си има голема вила палата наму у Грција на морето, син му си има фабрика за струја, жена му си има фабрика за конфекција, он си има големи бизнеси со марихуана, а од чушки спечалила. Ама јас знам како мал тука кај нас многу имаше чушки што садеа од тие за пипер и воденица имаа, па не спечалија ени и нивните деца сиромашки живот живеат. Значи толку големи лаги го труат народот со лаги и поверуваат некој кад се јаве како Јуда што го предал Исус и ќе кажуе па ваа влада е добра претходно да чинеше, тоге беше диктатура, тоге беше режим. Абе сега во ваков режим, ваква диктатура, вакви лаги што се прават, вакви криминали што се прават, ни во времето на Римско не ги травеле. Нека се свесте вие народи, нека треба да знаете дека за СДСМ повеќе не треба да гласа, па не тие што гласале за нив не треба да гласат. Толку многу криминали и од година уж полошо ќе биде и вие народ за времето на Ное исчезнал од потоп, сега ти исчезнал од оджив. Фала многу пријатно. Ви благодарам и вам на јавувањето и добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро и убав ден, Искра. Добро утро. И се најубаво. Па што мајка тебе те рози кој ќе застанеш на овој екран више и да сака и да неки човек треба од 4 сат да стане и да дрцка да те добија тебе. Само од вас ќе кажам. Можете и повеќе слободно, повелете. Фамилија и све најубаво. Немам што да коментирам. Први нашиот ова премиерче нека стави на чизмичка, пак ќе го повторам тоа, да појди по оние полина на таму да преживеува по 24 сати, па после да дојде овде да каже. Лесно му е, не предаде. Знаете, луѓе, дека сме предадени. Ние сме продадени на бугарите. Кога гледате во најелитните точки ни се меша во животот наш. Илинден, човече мој. Јас го памтам мојот татко на 73 години почина. А веков, ке повторам, од бугарите очите вака, од тепање, од малтретирање. Чентол, истото ми од фамилијата. Што сакате повише од бугарите? Што сака ова премиерчево со овие од ДУИ? Овие од ДУИ, не викам за сите албанци, сум рекла порано. Не се сите албанци такви. Но имаме само едно, да речам, 100 што ова вака некако го права. Каде сега Бугарија, сега и Бугарија, еве ти Грција, еве ти луѓе, македонци, разберете. Мицковски едини кој што се бори и Ковачки кој што сака се да искажи и да кажи и да биде мујдев, но меѓутоа македончето треба да стане. А македончето само вака преку телевизија, од голема симпатија нарочито према тебе, према Сузе. Имам, викам, ќе звонам сега, ностоп за да добијам Искра. Сакам да кажам, додека не стани македонче, не ритни, не го запали на собрание, нема да постоеме. Толку злато мое. Убав ден и се најубаво. Станете македонци, станете, не се предавајте. Се најубаво. Ви благодарам многу на јавувањето. Да, прашање е дали е ова сосема случајно што сега токму се покренува непосредно пред Илинден. Слично вакво нешто имавме и пред роденденот на Гоце Делчев, паметите. Така, што ќе видиме, што ќе биде. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Ало, добро утро. Добро утро, Љупчо. Абе, ја цело време зборагам, што се бавиме со глупостите на бугарите. Кога они напишале, тој таа будалата нивна историска напишала дека Ахил бил бугарин, што може да очекувате повеќе до овие простиве политичари, да ти кажем право. И са ние трошиме време и енергија, губиме со овие, се занимаваме, што тропале глупости тоа парламентот. Гледате дека тоа е парламент театар исто како нашиот.
Од една Ама страна, Лјупчо, јас тоа велам да е во кафеа на улица да го зборувале, ама во парламент вакво нешто. Па решиле би искрено да се глупираат и сега што ќе им правите? Ај кажете ми што ќе им направите, решили да се глупираат. Кажувам, кога напишале дека Ахил е бугарин, сега уште Колумба остана да го направат бугарин и сите таму Вселената, универзумот, да. И да, па може и Марс ќе биде Бугарија, Од кај очекувам дека и тоа таа глупост ќе ја направат, да ти кажам тоа. Така да ја уопште не се замарам веќе со бугарите што тропаат глупости. Нека си ја тропаат они нивната агенда, нека си ја тераат и што друго. Да им забраниме не можеме, да отвориме војна со Бугарија не можеме. Едноставно може само да не си го упропастуваме Илинден, така? Па најубаво така ќе биде. И утрото да не си го приемеме, не знам дали зашто сте ставиле оваа тема. Ја ви кажувам, кога прочитав мината недела дека бугарите напишале таму некој историчар нивни напишал дека Ахил бил бугарин, вика мајко мила со кого ние се докажуваме за историјата. Толку, што да се каже друго. Не може, на глупости не може да им замерате. Како викаат, од будалијата и паметниот бега. Толку што е сега. Ќе се докажеме со бугарите што е пострако кошката или јајцето. Глупо се, знаеш, нема, гледате дека не се разбираат културно. Што друго да им правиме? Проблемот е кај нас, ја го гледам пак. Пак ние трчаме по нивните бугарски пасоши. Без разлика што ги отворија и горе границите може да се работи со македонски пасош, па нашите клинчат во Софија пред амбасада пишуваат дека се бугари. Тука е проблемот, Искра, тука е проблемот. Толку пријатно. Да. Ви благодарам, Лјупчо, на јавувањето. Да, само она што рековте од будалиото и паметниот бега, или пак она друго, но попаметниот попушта, може би па од ова попуштање дојдовме до ова дередже. Во секој случај, јас сум за да си се заврти темава на забавен начин, едноставно, да гледаме сеир, што се ќе зборуваат во нивното собрание. Добро утро за следниот гледач, поверете програма сте. Ало, добро утро, благословен ден. Добро ви утро. На Господја рече, што мајка те роди? Па јас ќе речам, каква мајка беше таа што те роди, во позитивна смисла. И таткото има мало влијание сега, сите девојчиња одбрани сте во Алфа, сите лепоти си, сите најубави водителки во Алфа, да ви јаво, сака треба да ви давате позитивна енергија од сабајле уште. Со вакви убави теми, нели? Темите како се супер се, Мирина. Може да кажеме нешто овака. Повелете. Не можеме да, како што рече председатска Лјупчо, да пуштиме бугарите да зборуваш сакат како сакат. Меѓутоа, како македонец, како човек мора да се интересира за државата, за граѓаните, за народот. Ако нема македонци во Македонија, зошто ќе би постоиме ние? Јас свештени, како свештени, зошто, кому ќе служиме? Кој ќе ги отвори црквите во Македонија? Кој ќе ги удри кампаните во Македонија, ако нема македонци? Сега, најголем дело ќе покажат и патриотизам. Они што изеле пасушите бугарски од економски причини, значи од лични причини, од своји интереси, значи мора не за лип, меѓутоа за лип да ги зема, за да преживеат. Меѓутоа има патриоти во Македонија исто кои биле бранители, а нема екзистенција. Тие се патриоти, не земале бугарски пасоши и сега се во Македонија се одгладуваат. Значи, тие што ги зеле пасошите од економски причини да се ги вратат јавно, лично како што враќаат за книжки јавно од партиите, така натака, да ги вратат и јавно. За се поведи сметка, ова власт и претходната не. Најголемо повластница, најголемо слобода им се даде во Бугарија и многу им веруваат европските сили и европските политичи на бугарците, затоа што првиот македонски премиер Лјупчо Ѓорѓиевски сам се во Бугарија и тој не негира. И тие викаат како македонски премиер кажа дека македонци немало, дека биле бугари. Прво тука се расти со македонцината, овие кои се издајници, кои се предавници. Па се носат, гледаме од Битола, дечина мани се носат во кабинетот кај председателот на овај Бугарија. А не само тоа, мене ме засега, што наши духовници водеат деца пејачи од хорови и монахини во парламентот кај Борис Борисов, политичари, монахини, кај луѓери, пејачи во црковни хорови. Што бараат тие таму? Ако одат тие духовните листари и посетат духовните места, манастири, цркви и така натака. А што бара? Да се
да дојде власт кој ќе дојде така власт во Македонија да и приспита сиве овие дејанија. Сиве овие активности што ги прати некои духовни и некои организации како Битола и така натака. Да се спасиме ние самите во себе, ние сме тие предавниците самите што во Македонија. Ова детето што го зела со авион друг беше цена да помено токен коде тоа. Тој ни бугар било не те видело Бугарија. Ви благодарам многу и вам на јавувањето и добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро и ве поздравувам. Добро утро. Ви посакувам се најубаво, без вакви невременски прилики. Вон временски. Да ви кажам личен пример како бугарите сакаат да не бугаризира. Личен. Мојата ќерка 16 години водеше спор за развод. Добро. Пред 16 години. 16 години. 16 години. А бракот колку траеше? Бракот траеше 3 години. Извинете, знам дека не е смешно, не. Да. Добро, се поминало, што поминало, па може да се посмееме. И продолжете, добро? И после веќе мораше да се и најди нов дом, да се удомите. Веќе треба да се створи нова фамилија. Добро. Никако не можеше, кога ќе појдеше во Бугарија за развод, низиниот поранешен сопруг не се јавуваше на судење. На суд. И ова едноставно дојди си. И после тоа веќе од кога се удоме во нов дом, треба да роди. Викам, како знаете, правите, викам, тоа да си носи презиме како што личи. Фатија адвокат, платија 2000 евра и му кажа, опet ќе биде сигурно таквото судењето. И што е најтрагично, кога појдо на суд, тој пак не дошол. Замислете. И му се испреќат покана и дој се не во судот, било што било, го направија разводот и кажа, ние ќе ти го пратиме тоа што требало. Добро. И кога ни дојде, верувајте ми, кога ни дојде тоа пресудата, беше пишано со македонски букви, а бугарски зборови. Верувајте ми. И јас кога го зедов пликото, кога го отворив, викам, ова не е валидно, викам. Кога бугарски пишува, не пишува македонски. Повторно на нотар во Македонија, повторно пари, да го преработат, да го преведат на македонски, биде таа голгота, уште една за бугарите не сакам да слушнам. Внучето е бугарин, тој не сака да се врати. Еве го 17 години како живее во Македонија. Никој не прашал за него, ни татко, ни баба, ни стрико. И што сакаш повеќе? Еве ви убав јасен пример како бугарите сакат да не потиснат. Го сака нашето, е мразат и готово. Се ви посакувам најубаво, еве пример за бугаризација. Па кој свати нека си извлече наравучение и поука. Ви благодарам на јавувањето, добро што сепак се завршило, иако долго, на 16 години. Добро утро за следниот гледач, поверете програма сте. Јас се јавувам од градот на Гимеджиите. Добро утро. Имам жив пример. Бугарите не се само сега, и порано биле такви. Бугарите, кога нас не поценувале, дедо ми да го каже местото во Штип, каде шо спиел Гоце Делчев и Даме Груев. Местото е куќата е срушена, србите која дошле ја срушиле, приведејќи дедо ми на бал губи Каламатија. И бугарите му идат, и тоа цар Борис му дојде лично цар Борис, и му вика, дедо Ване, вие сте българин, кажете го местото ваше,
дојдете, ќе имаме голема прослава. Ја имам и слика, доказ, и музеот на Македонија. Дедо му и вака му вика, бриши од тука, ја не сум бугарин, ни Гоце Делчев, ни Даме Груев. Они се бореле само за ослободување на Македонија. Дедо ми никогаш не дошол да го каже местото. Тоа е 42 година. И такви се да украдат што е македонско, се да освоат, никаква историја немале. ВМРО основано е во Македонија. Прво во куќата на Ване Балов во Штип. Па после процедурата почнувала на целата четирите страни на Македонија. Затоа бугарите се иницијатори, се ке земат, присилно земат, присилно. Не толку голем безобразлук имаат бугарите. Фала ви многу, пријатно, се најубаво. Ви благодарам и јас вам на јавувањето. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро. Добро утро. Прво сакам да поздравам Алфа телевизија, водителката Искра, која одлично ја води емисијата и пожелувам уба работна седмица. Ви благодарам. Со стрејка денот, во однос на темата, јас како македонец ја давам следната изјава. Господин Радев доста јаде трици, ајде да си е пулиш работата во својата држава, ние сме македонци и македонци ќе се останеме. Нема провокација од добар човек, провокација имат од луѓе што му мислат лошо на Балканот и да го втурнат во војна. Јас мислам господинот Радев му е подобро да се занимава со домашните проблеми. Ние поштоваме соседната држава Бугарија, ама и бараме да не поштоват нас Република Македонија. Јас мислам, не умрела баба од чега, умрела што му дошол денот. Или кучината лајат, караванот си врвит. Ние, како држава Македонија, сме постоеле и ке постоиме. Вакви провокации паѓе директно во клозет, во нужник. Да ти кажам уште нешто, да живее Република Македонија, да живеат сите што живеат во земјата Македонија и поздравувам печалбарите во странство кои работат на привремена работа. Искам многу фала што ме уклучивте во вашата прекрасна емисија. Ви пожелувам све најдобро и Господ здравје на сите во цел свет. Фала многу и пријатно до наредната емисија. Од името на сите што ве слушаат, јас ви благодарам. Морам да кажам дека убаво си кажавте и си срочивте се. Добро утро за следниот гледач. Повелете, во програма сте. Утро. Добро утро. Имајте убава недела. Вие во исто Алфа така. И ние граѓаните во Македонија малку да се ладиме, малку ќе не топли, така ќе ни помине неделава, па ќе прегрмиме нели со ова невреме. Да, невремето поминува, овакви работи остануваат, така? Па ваквите работи ние немаме стратегија државна. Тоест имаме лоша политика. Наменски се води таа политика лоша. И затоа има простор за да се случуваат, така? Да, кога би имало правилна реакција од нашава влада, секако немаше вака да бидат интензивни овие нивни прокламации што ги носат на ниво на влада, на парламент, затоа што тоа не загрижува, затоа што се нивни декларации, него загрижува што немаме овде правилна реакција. Правилна реакција нема владата, нема собранието, затоа што дефинитивно кажаа дека не се народни. Ти во нивните настапи пред да дојдат на власт викаа дека ќе јадат живи луѓе, па ќе кое овие како со животни нешто не упоредува, не знам како, па би се иселиле
да бидат помлади. Ама седнаа на фотелите и стварно не сакат да се ишалат. Тоа мене ме загрижува. А баш ке беше убаво. Да, затоа што ние имаме за извоз вакви лоши државни функционери. Ама треба некој да сака да ги прими. Па не знам дали нема да ги прими, тие капиталот таму го имат однесено. Не им е тука капиталот, таму им е однесен капиталот. И ова што се враќа како 39% учество без денар, тоа е капиталот изнесен од тука надвор, па се врти пак назад. Значи, перење пари од буџет државе. Значи, власта не реагира, народот ме чуди што не реагира. На сите им кажувам утрово, еве понеделнички, дека ние како граѓани кои што се јавуваме во ваквите емисии, зборуваме за нашиот народ да ја разбере вистината. А не зборуваме за тие што се на власт. Тие ја знаат вистината. Не им е во интерес да работат во име на вистината и во име на државата, они работат против народот македонски. Затоа македонски народ е. Вие сте свесни, вие сте будни, ама не реагират. Работата е дека ние треба да изреагираме како народ и да си го земеме своето право во свој раце. Не со насилство, не како во Франција, во Германија, во Грција што палат коли, него на мирен, достоинствен начин како што доликува. Се надевам дека слушна. Имам време за уште еден гледач до најновите вести. Добро утро, повелете. Добро утро, Искра. Добро утро. Абе, ова баба Финка, боже стара, да малко се... Не е точно. Знаеш што? Вчера, нели, Везурка беше во Штип. Добро. И јас си снима песната да разговараме за нашата љубов кај ладжите. Дали за нашата верна љубов, значи за убаво да разговарат, не за лошо. И се ја да овој телефон снимам на другиот, имам puno телефони тамо, ми работе така. Машала. И викам, јас сум добила тој Искра, брго врти тој телефон, бега насамо, јас да се разговарам со Искра. Биде ми поздравена, како прво. Многу сум си занервирала кога вчера слушнав кај комшиите бе тука, кај Тони, кај Убавка, кај моите. Да ги поздравите Тони и Убавка. Да. И зборят ове бугарите за Илиндер. И ја викам на глас, дури вака, на масата удирам. Абе, што сакат го вие бугарите? Абе, што уште да ни... Абе, ајде Гоце Делчева. Се им дадовме, што уште бараат, така? Абе, што сакат бе? Аман бе. Епа ние сме, не насе ние меки, ама на ке ни извинат. Епа не сме меки. Јас да ти кажам право, јас се чудам, ги поздравувам албанците, многу са фини. Моја близка работа повечко со албанци да све. Кај ќе отидам како ме пречекувате Тафимка дошла, нашла кај се. Ама на пазарце да ти кажа во Ѓорче, со доктор Васка разговараме тамо и она пазаруваше тамо и не ја поздравувам. Тамо е кај Славе во... Чекайте да запишам Убавка, Тони, Васка, да ги поздравиме си. Васка, докторката, сите ги поздравам. И разговараме, да ти кажам сега, чекай. На брзина. И едно албанце се шалеве, јас изборам. И викам, абе што во албанците не ги сака бугарите? Што сега многу ги сакат? Вика, ние ги сакаме жените, нашето младо се сме види. А вие сакате ги жените мажите, ама нема вика, од кога почнате да ги сакате бугарите? Значи, да разграничиме, ги сакаат бугарките, а не бугарите. Така, Фимка, многу ви благодарам на јавувањето, ќе си да правиме друг пат муабет, затоа што е точно 7 часот и 30 минути, време за најновите вести на Алфа телевизија. И вообичаено по овие вести се поврзуваме со АМСМ да слушнеме каква е состојбата на патиштата. Борче е ова утро на своето работно место. Борче, добро утро. Добро утро, Ева. Повелете со какви информации ќе започнеме оваа работна седмица. Ви благодарам. Во моментов сообраќајот на сите државни патишта се одвива непречено, без забрани по суви коловози.
Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничниот премин Табановце за влез во државата и на граничниот премин Богородица за излез од државата. Исто така се бележи зголемена фреквенција на возила, па затоа и времето на чекање е некаде околу 30 на минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема поголеми задржувања за влез и излез од државата. Ова е секако моментално, во текот на денот и се очекува да се смени ситуацијата, состојбата. Како и секогаш, ќе препорачаме внимателно возење, прилагодена брзина на движење и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Внимателно на патните правци, каде веќе полог временски период се задуваат работи на патот, а исто така и на оние делници кои минуваат низ клисурите и засеците, каде има можност од појава на помали одрони. Ова посебно се однесува за делниците Катланово, Велес, Маврово, Дебар, Струга, Виница, Бирово и Кочани, Делчево. Накратко утринава, тоа беше се за сега од инфоцентарот на АМАСМ. За вакви и слични информации, вашите гледачи може да надовијат на телефонскиот број 1 55 55 или доколку имаат потреба од помош на пат на 196. На сите оние кои патуваат, им посакуваме среќен пат, а вам пријатен работен ден. Ви благодариме многу, Борче, да, сите оние што патуваат и им завидуваме, плюс да кажеме како и да е убаво да си поминат. Ние се враќаме со нашата, може да кажам, забавна тема, да, Илинденското востание било бугарско, забавна, во секој случај едукативна сигурно не е. Телефонските линии се отворени да го слушнеме и следниот гледач. Добро утро, повелите, програма сте. Ајде, добро утро. Ајде, добро утро. Двајта ве добијам. Па интересна е темата. Што се чуди народов кога предавниците наши сево ова го приредија? Гледајте вие преседателот во Албанија кај појден, вика уставните и измени одма сега да се припатат ова она. Па тие се кодошите. Тие тоа го направија на државава. И тие приредија бугарите да викат Илинденското востание е бугарско. Тие имаат подпишано, тамо што него да кажува договор што подпишале. Ваѓаат едно по едно. Како не се срами овој народ? Сега, друго мене ми е сумнително. Сега почнам да сумњам во Мицковски. Од кај му излезе таа реченица? Која? Да кажува, вика, гаранција ќе бараме. Абе, ти свестен ли си каква гаранција бараш кога цела Европа стои зад Бугарија? Цела Америка стои зад Бугарија. Ти гаранци ќе бараш од нив? Не смеш да попушиш ни милиметар, никаква гаранција тие ќе ги да денеска гаранција, утре не се на власт. И шо од тоа? Ќе си ги лапаш прстите во уста после. Мора народот да е свесен, сто пати кажувам дека со Бугарија треба да прекиниме, тие не демнат и начека такви влади, таква власт, такви луѓе и гледај пуздер не прават. Ова води на никоја држава не се случува. Бугарите волуваат за македонците. Го гледаш онај скакулецот што беше премиер 3 месеци колку беше, што кажува българите и васите и гркомани. Македонци нема. Па не знам дека се тие татари и волуваат да бидат македонци. Како рекол цар Борис I, вика, сега се прекрстувам, од денеска сум православен и точка. И тогаш православието го земале татарите, дека си го кажи она историјата што кажува тамо. А не насилно да се прави православен, па сега дори писменоста почнува од татарите. Не, тој вика од бугарите. Јас кажувам реалноста дека од татарите. И тие волуваат. Татарите, видите, физиономијата каква им е черепот, како му е изопачен. Никот им е друг на нив. Кај се плеткаат по православието. Ама овие нашиви издајници ја закопа државава. Скроз ја закопа. Па видите сега некој од ДСДС како лет се излага, декларација ќе носеле за Илинденското востание сега. Па дали знае тој, Котлар му кажа, Котлар уште пред
70 години и кусур декларација е донесена дека Илинденското восстание македонците го дигнале. Прво го предадо Илинденското восстание, сега ќе, детеме, ние ќе носиме декларација. Како не се страмат? Предавниците да се судат, реков и друг пат, на площад да се бесат. Секој кој што се огреши, и јас ако сум во првите, ако сум се огрешил, сам ќе идам нека ме обесат на площад. Да, новиве бевме постојано убедувани дека нема да има нови барања, но еве, да видиме сега што ќе речат во врска со новите барања за ова. И тоа бевме убедувани дека се неформално било, еве, во парламентот. Ако тоа е неформално официјално, не знам што е. Добро утро за следниот гледач. Добро утро, Македонијо. Добро утро, Тале. На помош денешна равноапостолна Олга, руска кнегиња која ја покрстила Русија. Има тука врска со наша Македонија, ли, со покрстувањето. Ајде, оние кои се викаат Олга, имењата ќе ми се честити вечно. Искра, што се брани Македонија и македонското? Со македонштина, со помакедончина Македонија, или со Цеца, со Аркан, со не знам, Аца Лутев и со непење македонски песни. Со што се брани Македонија? Како ќе видат бугарите дека ние сме свесен народ македонски? Или овие амбасадори во Запад тука нели што ги има? Како ќе видат дека овој народ е свесен, дека си сака се свое македонско? Ако блика од македонштина од секој македонец на секој чекор во Македонија, тогаш па и бугарите, па и грци, па и албанци, па и западњаци, рекле море овде, има свесен народ кој жестоко си брани своје македонско, се кити со македонска песна. Сега за Илинден. Илинден за мен си е македонско наше восстание. Пошто бугари нема, има бугари, ама поголем дел од нив се македонци, они кои се не така, нали, со бел тин, така да речеме, боја на кожата. Сега, Пендаровски појде во Мала Преспа. Таму бугарите исто прават жестока фашистичка пропаганда за заведување наши македонци. Што направи СДС за македонците од Мала Преспа? Ништо. Ова е само лицемерно таму di кај. Ако памтите, таму на кои избори беше 2016, поданици на предавничкава СДС квази новинари одеа на гласачки места и наши македонци со пасош македонски, со куќа во Македонија, во Македонија, ги ловеа од кај сте, за кого гласате ваму таму. Значи, за нив за СДС беше проблем, ако македонец од Мала Преспа има македонски пасош, е македонец, е македонски државјани. А не беше проблем да му дадат на косовари и албанци, нели, кои направија војна 2001 година, да му дадат 150.000 македонски државјанства населени од Косово. А мене албанец кој ми се јавува на телефон 20 години, 30 години, ми вика, Тале, ние со косоварите сме различни. Косоварите се подиво племе. И тие што ги насели во време на СФРЈ, нели, браќата по Тито и СФРЈ, косоварите, на кои СДС Титова Југословенска им даде државјанства, ти направи војна 2001 година со договор на СДС и на ЦИја да го турнат ВМРО од власт. Сега, која е логиката? Истава партија СДС ти вика сега лидерот нивен, заев сшти народ, исти со бугарите, заев дури рече бугарско восстание. Тогаш ние реагираме, па се смени, ај македонско било. Дали знаеш кој е председател на на Крушевска република како во склоп на Илинденско восстание? Никола Карев. Зошто СДС во СФРЈ го избришаа Никола Карев од наша химна македонска? Зошто губија братот на Никола Карев, Ѓорги Карев, некрвнички без вина без суд во време на Титовина удба? Зошто губија? И сега, како ќе покажеме дека било наше восстание, ако братот на Никола Карев губиле во СФРЈ тие Ѓорги Карев војвода и Комита на битката на Слива при одбрана на Крушево. Тале, ви благодарам на јавувањето. Да, многу прашања има на кои што за жал нема одговор. Добро утро за следниот гледач. Поверите, програма сте. Утро, почитувана Искра. Добро утро. Поздрав до вас и до сите ваши колеги, Искра. Во врска со темата, ало? Да, слушам. Во врска со темата, ја сакам да дам ваков коментар.
Прво, денеска македонците се македонци и заврши таа приказка, дали ќе се бугаризираат или не, тоа не е возможно таа работа. Македонецот денеска има сознание за свое, такви се сознанијата негови и нема кој што јас мислам дека невкусни се овие пусти ставовите од бугарските власти. На вистина не се вкусни на некој начин во ова време. На секој начин? Да. Невкусни се. Но сакам да речем една работа. Да, моите драги пријатели и така натака треба да разберат едно за секога искра. Протобългарите, кои што доште на Балкан, биле сосем мал број, 15.000 го наметнале своето име на славјаните на Балканов, на територија на денешна Македонија и Бугарија. Мал број биле. Тој е исчезнат народ, како што се исчезнати и хуните по кои се нарекува и Унгарија денеска. Исчезнати се и аварите, да многу народи се исчезнати. Значи денешниот български народ е славјански народ, исто како и македонскиот славјански народ. Ова е моето мислење. За Зелиденското востание во него учествува и борци од Бугарија, како што беше војводата Христо Чернопеев, заменик на Јане Сантански, кој го грабна Мистон. Понатака Иван Гарванов, кој беше председател на ВМРО. Денеска македонците припаѓаме на српскиот културолошки идентитет. А во Илинденското востание немаше ниту еден србин. За илјач немаше. Тоа е работава. Околните народи нас тогаш не нарекуваа бугари. Затоа ни се јавуваат на ваквите проблеми. ВМРО организацијата беше пробългарски ориентирано и секој македонец кој што се бореше против османлиите е прифатен од нас, а македонец кој што се бореше против србите, све тоа беше уништен. И илинденскиот идентитет се уништиваше во комунистичка Југославија и Македонија. Некои работи треби да се речат. Нашите историчари да кажат треби некои работи за историјата. Се соглаба, од Никола Карев братот беше убиен. Питули семејството беше малтретирано. Водачот на ВМРО, Татарчев, беше истеран од Македонија. Зато нас ни се јавуваат се вакви проблеми. А тоа дека македонските славјани и българските славјани денеска, да не вика некој што черепите, сам нека си ја види муцката прво како изгледа. Добро, ви благодарам на јавувањето, сосема доволно, нема потреба од такви завршетоци на дискусијата. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро, Искра, поздрав до тебе. Поздрав до вас. И ова која ќе речат македонски славјани, нека ги видите генетските испитувања. Значи, словенците и славонците имаат најголем процент од старословените. Ние имаме само 5%. 30% има од античките македонци и една таа дискусија треба да заврши. 3 институти различни истото го кажуваат. Така да околу тоа толку. А секоја повторена лага 100 пати станува вистина. Тоа уште Гебелс го кажал. И затоа не треба да премолчуваме ние. Токму така. Значи некој треба да реагира на тие работи. А кога тие што реагираат не реагираат, тогаш барем ние да реагираме, така? Ај ние што не реагираме, него Европа и се чудаме. Некни во бугарскиот парламент Украина е наречена терористичка држава. Во парламент бугарски наговорница терористичка држава Украина. И Европа молчи. А Петар Богоевски кривична пријава доби затоа што ги објави оригиналните документи од Кресненското востание, кај што дека е тоа македонско востание, и се он доби за тоа кривична пријава за објавување на оригинални документи. Значи проблемот не е ни толку во бугарите, во овие нашите. Значи овде има толку бугарофили продадено за пари, толку врховисти, посебно во Битола, да се чудиш. Затоа и во Битола е отворен првиот клуб, сега не се чудаме.
Сега сакат нели да го прогласат 24 мај за ден на бугарската тамо азбука писменост. Со цел памет се фалат придоне за светот дале нивните Кирил и Методи. И овде никој со прст не реагира. А документ некни имаше во една емисија, австралиски вестник од 1903 тамо. Во вестникот стои дека австралиската влада реагира кај Бугарија, затоа што ги кочи востанијата против турците. Се меша во востанијата, као што се замеша во Илинденското да се дигне малце порано, за да не успее. На тоа пишување од австралискиот премиер, бугарскиот премиер му враќа дека ние бугарите немаме никаква врска со Илинденското востание. Значи, изјава во австралиски вестник на бугарски премиер од тоа време. Дека ние бугарите немаме никаква врска со Илинденското востание. И никој тоа не ги вади тие документи, тие дописи да се видат тука, па да се реагира во Советот на Европа, реагирацијо на словаците и чешите. И оваа вештачкава држава, наша соседска, кој што нема историја, од кај ќе земе историја, дај ќе земе од соседите, тие што ја имаат историјата. Чиста кражба на историја. Заедно со грците, тоа е све уиграно, затоа се и стаени не македонци, као Бујар Османи, као Маричич, затоа што е и вчера анализата на протоколите што беше направена од еден амбасадор, покажува дека такво предавство не може да потпише ни најголемиот македонски предавник. Да, први во ваква ситуација треба да реагираат од Министерството за надворешни работи. Ги споменавте ликовите меѓу другото. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, добар ден, ствари Искра. Моника, вие сте? Да. Дали сте добро? Па добра сум, да. Дали спиете од време на време? Да. Добро е. Да, сега зедов едни други апчина, не препишаја. И како бајче се спиете се? Релаксатин се вика и спијам како бајче. Одлично. Со докторска препорака, така, секако што треба, не? Не, ама и на природна база се. Аха, добро. Така, нема да ги тужам Горан и Драган, нека не се секи. Повелете, Моника. Јас имам мака и нешто слично со минатите гледачи и нешто различно. Јас сметам дека од 1991 година до самостојувањето на Македонија се е погрешно. Апсолутно се. Значи, што значи зборот патриотизам, као прво? Значи, сите политички фактори, фигури, политичари, сите што учествувале од 1991 до ден денешен, не работат за Република Македонија. Нити дипломатите наши. Ја гледат спомна, документи има од 1903 имаме потонат македонски македонец во Титаник во 1912 година кој што преживеа во Америка и се пишал македонец. По 1912 година. Да. Значи, има и многу печалбари, да речеме, во прилеп има многу тапи на прадедовци, да речеме, уште останати што биле на печалба. Така, што може да се приложа како таму може ли да се пише во Америка македонец? Да. Меѓутоа, овде не може ли да се пише македонец? Сега, зашто викам од 1991? Прво, криминална приватизација. Потоа признавањето на Бугарија на Македонија. Тогаш мене ме интересира зошто, не знам која година беше кога не признала Бугарија, зошто тогаш нашата влада не кажа бугарите не признаваат, ама јазико, територијата ова не ни го признава. Остане и историјата. Не знаевме, не знам, јас ова сега некако како шок бомба се со историјава,
Македонија, кај Бугарија не признават. Нормално јас тебе те признавам како водителка, каква уредувачка политика имате, како се, и ако ми одговарат, се јавам, ако не ми одговарам, не се јавам. Значи, не можам јас тебе да те признавам, фризурата да ти е добра, да, пријателка си, ама како не ти уба шминката, не си пријателка, нема да додиме на кафе. Значи, не можам да ги сватам тие работи. Сега, доколку ние направивме како словенците, бевме понапред во 91-а со брзо домашен производ, пожиглавана жител, и направивме како што треба приватизација, и да одеше Македонија напред економски зборувам, да беше јака држава, тоа што се развиваше повеќе и демократијата, заедно со другите, со Хрватска, со Словенија, Австрија и други држави кои што бевме, заедно со дипломатите во наводници кои што ништо не работеа во странските земји за Македонија, него сега ми излегуваат на телевизија и ми кажува, ама вака беше, така беше, нека не кажува сега од мртов конј ќе бараме живот. Ви благодарам многу, Моника, на јавувањето. Мило ми е што сте подобро, гледате колку убаво човек која ќе си се наспие. Ова беше воедно последен гледач на оваа тема, но не грижете се кон крајот на емисијата, секако дека ќе можеме да си прокоментираме и на оваа тема, иако и втората не е многу далеко од ова. Сега ќе ви покажеме што друго посетивме против пожарникарната бригада на град Скопје. Подобро да ги посетиш нив, отколку тие да треба тебе да те посетат. Како и да е, меѓу другото ги запрашавме кои се најчестите причини за пожар. Пајде да слушнеме кои се одговорите. Скопје мириса на чад. Деновиве неколку пожари настанаа на неколку локации во главниот град. Дали ја научивме лекцијата од претходните години? Ја учиме ли лекцијата од соседството? Дали умееме да се справиме со пламените јазици? Во посета сме на Скопската противпожарна бригада и во продолжение во следните минути на Алфа ќе зборувам со команданта Звонко Томовски. Команданте, благодарам што ве имаме во Добро утро секој утро. Добар ден за сите гледачи на Алфа телевизија. Како можеме да го окарактеризираме првиот дел од летото 2023 кога се работи за пожарите? Да, со зголемување на дневните температури се зголемија бројот на пожари на отворен простор, така да од понеделникот 17, значи до денеска бележиме 20 интервенции на отворен простор. Сите интервенции беа брзо и успешно реализирани без некои поголеми штети, така да секако летото носи своја специфика. Подготвени сме со онаа опрема која имаме на располагање да ја ставиме во целосна функција и да се справиме со предизвиците кои се досега пред нас. Кога сме веќе кај опремата, низ годините назад, во последниот период и зачестано се зборува за ресурсите со кои што располагате. Често се зборува дали дека имате недостатоци и на човечки ресурси, но и на машини. Па дали се променија нештата кога се работи за ова прашање? Со што располагате во моментот од опрема? Да, опрема никогаш доволно за вакви институции. Се направија напори да се подобри состојбата, бидејќи нашиот возен парк беше многу застарен. Застарен во смисла веќе е во употреба по 30 на години просек. Така да оваа година, благодарение на градот Скопје и благодарение на збратимениот град Конја, добивме едно противпожарно возило, ново, автоцистерна, која веќе е ставено во функција. Добивме едно противпожарно возило со зголемена проводност за непристапен терен, исто благодарение на градот Скопје. Во очекување сме на испорака на 3 нови противпожарни возила, така да во делот на опременоста полека се почнува да се менува сликата. Во однос на човечкиот потенцијал тука можам да кажам дека не е добра состојбата, бидејќи согласно позитивните законски прописи треба да имаме 385 пожарникари. Ние во моментот броиме 185, така да имаме тешка ситуација во однос на пополнетоста со луѓе, но тоа не зависи само од градот, него зависи од централната власт, бидејќи платите за пожарникарите во целата држава се финансираат од централниот буџет
И иако се правени повеќе пати напори да се обезбедат дозволи за прием на нови пожарникари, не сме добиле позитивен одговор. И тука би бил еден апел до надлежните, односно до Министерство за финанси, да ни дадат согласност да можеме да вработиме нови пожарникари кои ни се неопходни, не само за што можно побрзо да се вработат, него приведејќи просечната старост на колегите кои се тука е негде околу 47-48 години, така да имаме поголем број на луѓе кои заминуваат во пензија, да има време да го пренесат своето искуство на новите, што е многу драгоцено. Команданте, имам впечаток дека уште една тема многу често се зборува и имам впечаток дека само се зборува низ годините, а не се презема ништо. Поправете ме доколку грешам. Се работи за оние непристапни места со кои што вие честопати се соочувате. Се поместуваат ли границите кога се работи за непристапните места? Апелирате и вие, зборуваме и ние медиумите честопати за тоа дека има ситуации и места каде што вие не можете да пристапите кога има пожар. Како е, дали има некакви промени во однос на овие места низ годините? Во текот на годините, она што е приметно е совреќената култура. Првично, морам да ги пофалам граѓаните на град Скопје, дека скоро секогаш ги пропуштаат противпожарните возила, ни даваат предноденство на поминување. Во однос на пристапноста до објектите, најголем проблем имаме кај објектите за колективно домување, каде што куќните совети, односно управителите, не си ги превземаат надлежностите, па така се случува да имаме непроводни ходници во стамбените влезови, затворени врати, кои треба да бидат, односно затворена противпожарна опрема, хидранска мрежа во зградата или нефункционална. Па и тука би апелирал поготово до управителите кои раководат со стамбените заедници да си превземат мерки да ја подобрат таа ситуација, за да ни направат услови за што е можна побрза интервенција која би спречила материјални штети и би спасили нормални човечки животи. Кои се најчестите пожари? Оние на отворена површина или можеби во приватни домови и места? Видите, начинот на живот, услови да се измени еден сооднос кој го имаше во минатото, така да сега бројката е 50-50. Значи, во просек ние како единица регистрираме, односно имаме околу 1400 интервенции, така да околу 700 интервенции се во урбана средина и 700 интервенции на отворен простор. Но загрижувачки е што се зголемува бројот во урбана средина, реков беше многу помал во минатото, во почетокот на овој век. Сега тој број веќе е изедначен, така да сето тоа се со примена на нови технологии во домовите кои ги оставаме без надзор на човек, се случуваат такви некои несакани последици во домовите и се зголемува бројот на пожари. И бројот на пожари имаме драстично зголемување кај патничките возила, исто така поради најразлични причини, несоодветно одржување, така да апелот би бил да кога имаме вклучен уред во дома да не го оставаме без надзор на човек. Што велат статистиките? Кои се почести причинители за настанување на пожар? Човечкиот фактор или можеби нешто друго? Во најголем број случаеви е човечкиот фактор. Негде околу 97% од она што сме можеле да го увидиме на терен и од искуство е човечкиот фактор. Без разлика дали причинителот е електричен уред, сето тоа било под влијание на човек. Многу ретки се настанување на пожари од природни непогоди или од други, но човечкиот фактор е оној кој што е виновен секој за настанување на пожарите. Неудобно имавме еден таков пример со запалка, заборавена запалка во возило. Чести се ваквите ситуации, што вели вашето искуство? Кои се најчестите грешки, немарливи кои што ги правиме, а предизвикуваат пожар? Најчестите, реков, во урбаната средина е оставање на електрични уреди без надзор од човек. Тоа е главна причина за настанување на пожари. Минатиот пожар кој го имавме во населба Аеродром беше поради електричен уред кој бил оставен без соодветен надзор. Неправилното одржување на електричните инсталации се изгуби таа навика да
електричните инсталации после одреден број на години или период се врши проверка, односно мерење на заземнување, мерење на отпорност на инсталацијата. Тие работи некако се отргна од видокругот и поради застареност на инсталација, нормално е да настане пожар. Вклучуваме се повише уреди во домот, без да имаме добра пресметка на инсталацијата, дали сето тоа може да го поднесе. Се ставаат клим уреди, се повише и повише, така да треба да се води грижа за инсталацијата, барем на одреден период да се направи мерење на исправноста, за да не доаѓа до настанување на пожар во домовите. Во однос на отворениот простор, повторно човечкиот фактор. Движењето на шуми барат и соодветно однесување, да не се палат огнови на отворен простор, без да не се одложуваат запалливи материи во шумските, односно на отворен простор каде што имаме голема горлива материја, и да не се фрлаат до горчиња од цигари каде ќе стигнеме. Што мислите, дали е веќе конечно дојдено време за менување на законската рамка кога се работи за пожарите? Видете, јас не сум поборник за некои промени, бидејќи промените, односно децентрализацијата започна баш со противпожарните единици во Република Македонија. Најчесто менуван закон, мислам дека и не постои, е законот за пожарникарство. Без при тоа да се консултира професијата, односно професионалците. Се носеа измени секакви, и такви какви што се, ние бараме само да се испочитуваат, ништо повише. Кога би се испочитувале тие законски обврски на сите институции, би биле во многу подобра ситуација. Командант, за самиот крај, верувам со вашето долгогодишно искуство, во вашата меморија имате многу приказни, многу ситуации, секакви ситуации. Во оваа прилика не би сакала да зборуваме за оние несреќни случаи кои што најчесто се обелоденети од медиумите, туку би ве замолила да се потсетите на некој пример од вашата работа, на каде што во некое семејство сте ја вратиле на смевката. Видете, нас најдраги ни се децата, секако. Имаме доста чести посети од децата, односно од градинки, од основни училишта, и е добро за развивање на културата, за заштита од пожари, каде да увидат како се работи, како се тоа функционира како систем. Тие посети и средби со децата ми се најдрагоцени, нивните насмевки кои доаѓаат тука се безценети, така да би го одвел тоа како некој дел од случувањето. Иначе секоја интервенција има своји карактеристики. На некои моменти имаме луѓе кои што во самата паника која доживеале, односно стресот кој го доживеале при настанат пожар, имаат измешани чувства, но после тоа доаѓаат па се заблагодаруваат, така да не би одвел некоја посебна интервенција. Како треба да се однесуваме во периодот додека чекаме да дојде пожарната? Сме се јавиле, пред пожар сме. Што треба да правиме во тие мигови? Да, првично, како што спомнавте, јавувањето е главниот елемент во сцела. Веднаш, без пред тоа било што да се преземе, да се повика противпожарната единица. Да не известат, бидејќи во времето на пристигнување секојаш е клучно во развојот на интервенцијата, доколку станува збор за пожар на отворен простор. Сите граѓани на државата имаат обврска да се вклучат во гасењето, доколку се во можност, и да го направат тоа на безбеден начин. Доколку е небезбедно по нивниот живот, треба да се повлечат на безбедно и да се чекаат да пристигне екипата која ќе интервенира на лице место. Во однос на урбаната средина исто така, доколку се станува збор за стамбена зграда каде што живеат луѓето, доколку е возможно да се напушти објектот веднаш. Доколку не, да се затварат сите врати од каде би дошол чад во просторот и да се сочека да пристигне екипата. Чим ќе пристигне екипата, треба да ги послушаат наредбите кои ќе ги даде раководителот на акцијата за гасење на пожар, да се придржуваат кон тие наредби, да не го напуштаат местото или да останат на тоа место, додека не пристигне противпожарникарот до нивното место за да ги евакуира на безбедно. Така да главно е да се јават на време на 193, не да започнат со гасење, па при тоа да заборават да сеат, па после да настане многу поголема штета, односно да се дозволи да се развие пожарот. Така да јавувањето е една од клучните работи кои треба да се направи навремено и
да се дадат точни, прецизни информации што гори, каде гори, да ги следат инструкциите кои ќе ги добијат од нашиот оператор, за да ние имаме добра слика за интервенцијата, односно да се подготвиме веќе со нашето одење да бидеме спремни за брза интервенција. Ви благодарам многу. Благодарам на вас. Пристигна и нашата гостинка, тоа е Јелена Никодиновска-Чаповска. Поводот за незиното гостување е тоа што неодамна излезе незиниот прв роман, насловен Тишина, за кој што може да се каже дека е единственото вистинско освежување ова пеколно лето. Јелена, добро утро. Добро утро, Иска. Јелена, според моите информации, иако сте си професор по англиски и по француски, сепак, со оглед на тоа што минатиот месец излезе првата книга, веќе и официјално си писателка. Така што ќе те представам како писателката, Јелена, може така? Одлично, фала. Хајде да почнеме веднаш, иако има за тебе многу што да се зборува, сепак со оглед на тоа што станува збор за прво дело, да му посветиме доволно внимание. Што представува овој роман лично за тебе прво? Романот Тишина представува едно остварување на долгогодишен сон. Значи, и како студент по книжевност, и како професор по книжевност, значи секојдневно сум и се уште другарувам со книги, значи како и класици, така и современи дела. И од секогаш сум имала желба и јас да имам едно такво остварување. Сакав да се пробам со роман како жанр. И иако целиот процес, целиот процес траеше долго, да кажам 2 години од самата идеја до комплетирање на процесот. Секако тие 2 години не значи дека јас активно пишував. Имаше моменти кога ќе дојдеше бранна инспирација, кога околностите ми дозволуваат од аспект на слободно време да се посветам на пишувањето. Но сега, пред да се породам со мојата втора ќерка, си дадов себе си еден ултиматум дека морам да го завршам. За време добро се стави ултиматум, инаку може да си речеш никогаш не е готово, има уште, така. Токму така, и мислам дека и секој од нас го има тој внатрешен порив, нели, секогаш да го подобри она што го работи, и тоа може никогаш и да се одоговлечи до недоглед да продолжи, но јас мојот крајен рок беше крајниот термин на бременоста, и со тоа едноставно се ставив себе си во една рутина, една секојдневна навика, каде што имав одредено период од денот кога бев исклучиво посветена само на пишувањето, на уредувањето на романот, тие што се како завршни фази. Иако ќе напоменам дека тука не завршува самиот процес, бидејќи потоа исто така многу време посветивме на уредувањето на романот со уредничката Милена Силјановска на Паблишер и лекторката која што неодамна ви беше гостинка тука, Виолета Танчева-Златева, така да они... Да, и двете се чести редовни гости, така што особено читателската публика е добро запознаена и со нив. Сакав да преминеме на... Прво да ти кажам дека има многу пофални зборови за оваа книга, честитки, тоа секако. Мислев со темата, но ајде нема уште да откриеме темата. Станува збор, и ќе речам специфична, може се каже и така тешка тема, но она што ме изненадува во однос на сите критики што се позитивни секако, е дека иако е тешка тематиката, сепак начинот на пишување е многу лесен. И како сега вака од прва, што се вели без никакво искуство, кога станува збор за роман пишување, ти успеало да тие две работи некако да ги испреплетеш? Сигурно свесно. Колку долго го поставува прашањето? Дали ме разбраш? Го следав прашањето. Значи, да, многу луѓе, откако ќе прочитаат книгата, ми велат колку е лесно напишана книгата, се чита во еден здив. Сега, со тоа дека јас не сум се посветила на одреден стил на пишување свесно, значи, верувам дека тоа секој, како писателите што велат, секој си има свој стил на изразување, свој глас.
верувам дека ова можеби е мојот глас, кој што јас свесно не сум бирала како ќе ги составувам речениците, секако тоа сум сакала да биде книжевно достојно за едно дело. Но сум се водела од моето претходно знаење, од се она што го имам читано, од моите студии и сум си останала блиска на мојот начин на изразување. Ајде да навлеземе малку, нема многу да навлеземе, затоа што не е тоа поентата, треба само да ги заскокоткаме. Јас би започнала со зборовите на твојата рецензентка, односно со воведниот дел незин, таа вели животот на вистина пишува романи. Па ајде да видиме каков роман напишал животот во овој случај. Така, значи ова приказна е приказна за Севда и Бојан, главните ликови на Тишина. И тоа е всушност приказна за родители кои што се соочуваат со една голема травма, односно тие го губат своето новороденче. И потоа приказната се расплетува, односно ние ги следиме. Се започнува шокантно, значи веднаш започнува со главниот настан кој што како експлозија негде те треснува, така? Да, тоа се вика во литературата in medias res, односно на среда настан. Започнува тој буквално како експлозија, се одвиваат, потоа се расплетуваат настаните, тоа е поедовната точка. И потоа едноставно ги следиме ние нивните животи, нивното секојдневие, тие како учат да се справат со болката и потоа повторно да најдат начин да се приклучат во секојдневието. Станува збор всушност за психолошки роман, така може да го категоризираме така, затоа што го имаме нели тој главен настан и после се задолбочуваме во нивната интима. Што се случува во нивниот однос? Така, значи, без да откриам многу, но и ќе кажам дека значи кога станува збор за една таква загуба, прво тоа е една физичка болка на телесно ниво која што нели ја искусува мајката, но потоа тоа е прераснува во една болка која што оди и на психичко и на емотивно ниво. Значи, јас ќе кажам, ова го кажав и во едно интервју претходно, дека нема еден единствен или вистински начин на кој што се соочуваме со болката и на начин на кој што ја пребродуваме болката. Секое искуство е уникатно и во овој случај Севда и Бојан се обидуваат да останат заедно, но потоа исто така односот нивен малку се оладува, тие се отуѓуваат еден од друг. Севда заминува на патување, значи тоа е исто едно архетипско патување во книжевноста, кога главниот лик во книгата решава да напушти местото каде што се случил некаков голем настан. Своевидно бегство. Да, токму така, може да се нарече бегство, но би рекла дека тоа е едно спасоносно бегство, бидејќи Севда со заминувањето во Париз на еден краток период, таа се обидува да се дистанцира од болката, но исто така таа верува дека со таа дистанца, физичка, географска дистанца, но исто и временска дистанца, ќе може подобро да ги согледа работите, да се сврти кон минатото и нели да помине на едно внатрешно, да премине на едно внатрешно испитување, преиспитување на сопствените одлуки во животот. Рецензентката вели дека ова е роман кој што никого нема да го остави равнодушен. Ме интересира дали после ова, добро, не е поинтата ова да допре само до оние кои што имале таква случка, таква траума во животот, но дали ви се обраќаат после ова жени или пак родители, не мора да се само жени, со кои што имале вакво искуство? Да, на моје голямо изненадување и благодарна сум што ете тие жени кои што имале вакво слично искуство го креваат превезот на Тишина и ме контактираат на социјалните мрежи, на Инстаграм или Фејсбук, едноставно затоа што сакаат да се споделат, да си го споделат тоа и да си го споменат изгубеното чедо. Бидејќи за секоја мајка тоа е чедо, иако може не живеело долго или предвремено згаснал неговиот живот, тие никогаш нема да го заборават и тие поминале низ искуството на мајка.
Така да мислам дека едноставно луѓето бараат соговорник со кого да се ја споделат ете таа болка или едноставно да се присетат на тоа, затоа што можеби во моментот кога им се случувало немале простор да се исплача таа болка и таа тага. Што велат околу емоциите кои што се изразени во книгата? Горе-долу истото го чувствувале и тие? Веројатно секој човек различно. Така, они многу е интересно дека пристапуваат на приказната и прават паралели со Севда, но исто така сакаат да напоменат каде нивната приказна се разликува од она на Севда. И дали они имале можност еве да си го видат бебето, да не си го видат бебето и како едноставно продолжило животот за нив понатаму. Така да секој различно пристапува на книгата и на приказната, но мене ми е мило што ете со ова објавување на романот едноставно покренав еден диалог во општеството. И уште еден момент, сега не знам дали да сакаш да се спомене тоа јавно, но јас ќе го кажам, префрли вината на мене, дека оно што изненадуваш кога се случуваат вакви работи, секогаш се велиме, нели, слушаме, па порано немало вакво нешто. Но ти ми кажа дека напротив многу повозрастни жени ти се јавиле. Да, има доста жени повозрастни жени, како што кажавте. По времето кога не се зборувало воопшто на Така, не се зборувало. И работите, мислам дека се уште се немаат многу сменато. Мене ми е мило што они почувствувале потреба тоа да го споделат со мене, иако можеби генерацијски ние се разликуваме, но од друга страна гледам дека работите не се смелиле многу. Значи тогаш било табу тема, но смитам дека се уште оваа тема се смета за табу во нашето општество, бидејќи малку се зборува за овој вид на загуба. Воопшто за загуба некако гледаме малку да ги потурнеме тие теми на страна. А смитам дека многу ќе не биде полесно и за оние кои што поминуваат низ едно вакво искуство, искуството да им биде уважено и да се зборува за тоа, посебно за да можат и они да најдат соговорници со кои што би го споделиле тоа искуство. Јас им ветив на гледачите 3 книги, така што телефонските линии ги отвораме, може да се вклучите во програма, може и со Јелена да поразговарате и книгите ќе ги подигнете во продавницата во Истгейт, така? Така, во книжарницата на 3 во Истгейт. Книжарницата 3, да, добро, да, книжарницата 3. А додека го вклучиме гледачот, јас имам едно важно прашање, паметно прашање. Зошто тишина? Односно, за каква тишина станува збор? Така, ви благодарам за прашањето. Значи, тишина има различни типови на тишина низ романот. Некојаш се добродојдени, некојаш не. Токму така. Тоа е еден лајт мотив кој што се провлекува низ романот. На почеток се сретаваме со една тишина која што е тегобна, мачна, застрашувачка, но потоа гледаме како тишината омекнува низ романот и таа всушност и станува една успокојувачка тишина, па дури би рекла дека и медитативна тишина. Ми беше предизвик да видам како еден збор може нели да добие различни конотации во различен контекст. И името на Севда не е случајно одбрано, така што значи? Така, Севда значи љубов. Љубов. Да, и секако дека не е случаен изборот. Значи, има една глава која што е посветена и на незината баба и повторно ќе се навратам на вашето прашање, бидејќи она исто така говори за тоа колку порано исто така се раѓале деца, но исто и многу умирале деца. Значи, она тука се поврзува со историјата на својата баба, по која е крстена, и која исто така во минатото загубила дете. Значи, продолжува во семејството. Имаме веќе гледач или гледачка на линија. Добро утро, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Поздрав до момент сам. Ке почекаме. Ке почекаме во тишина. Може така? Да. Поздрав до водителката и гостинката. Јелена. Прв пат се вклучувам, често вртам, ама не можам да добијам. Ако, мило ми е. Ве предизвика книгата, содржината? Книгата, да, порано читав многу книги, ма сега ради обврска со внучиња. Така, сега ми се бенди са книга и мене. Прва добив.
Одлично, многу ми е мило. Не морам вака јавно да ве прашувам за име презиме, важно да ги оставите во режија вашите податоци. И дали сте од Скопје? Од Скопје, да. Одлично. Кога можете, кога сакате, ќе појдете во книжарницата 3 во Истгейт, ќе си го кажете името и презимето и ќе си ја добиете книгата. Дали имате некое прашање до гостинката? Не, книгата према кажувањето ми се бендиса, па кој ќе ја прочитам. Ќе се јавите втор пат? Ќе се јавам втор пат. Благодарам. Но ние други не теми. Ви благодарам многу на јавувањето, ако мило ми е вака некој прв пат кој ќе се јави, особено за книга кога ќе се јави. Веднаш имаме и друг гледач или гледачка. Добро утро. Добро утро. Добро ви утро. Стварно така ви чест што имате такви познати и ако сте млади писатели, но многу вредни и стварно квалитетни во врска со пишувањето и во врска со темите што ги обработувате. Стварно, ова е ретко во другите телевизии да има вакви содржини. Мислам дека вие сте единствени со она темелно разгледување на секоја тема и давате можност на сите да ги искажат своите квалитети. Тоа е она основно што стварно оваа телевизија за тоа се разликува. Ви благодариме многу. Сега се јавивте за книгата, така? Да. Го слушавте разговорот со гостинката, нели? Да, и стварно многу е важно што на лесен начин е пишувана книгата и што може секој читател да ја свати суштината и содржината, а и она поентата што е на книгата. Јас и вам многу ви благодарам на јавувањето. За жал, времето тече, затоа третиот добитник на книгата е доволно да се јави во режија и да ги остави своите податоци таму, а не мора сега да се вклучи во програма, со едно ветување дека кој ќе ја прочита, тогаш ќе се јави. Јелена, летна времето, претпоставувам дека така ќе летне и книгата. Јас би заокружила со ова, рековме дека Севда не е случајно одбрана, затоа што незиното име значи љубов. Во книгава има и љубов, и болка, што значи со еден збор живот, така некако му доаѓа. Да. Значи, искра сакам и од вас да ги слушнам импресиите кога ќе го завршите читањето на романот и би сакала уште еднаш да ви се заблагодарам за поканата во емисијата. Нема зошто да се заблагодаруваш, Елена, со тоа што ние очекуваме. Претпоставувам дека ќе се закрчка и нешто ново. Нема се уште да те прашам, се уште е ова тазе, но ете ексклузивно за следниот роман прво тука да не дојдеш, Елена. Ви благодарам многу. Ние продолжуваме сега со најновите вести на Алфа телевизија. И до крајот на емисијата продолжуваме со вашите јавувања. Преминуваме веќе на втората тема. Од Асоциацијата на туристички водичи на Македонија тврдат дека странските туристички водичи, кога ќе дојдат овде со своите тури, ја извртуваат историјата. Да го погледнеме прво прилогот на оваа тема. Странски туристички водичи ја извртуваат историјата на Македонија, зависно од каде доаѓаат со туристичките групи, предупредуваат од Македонската асоциација на туристички водичи. Бугарија, Грција, Турција, на земјите од регионот Македонија во последниве години им е се повеќе атрактивна за туризам, но никој не контролира кој и како ја раскажува историјата, бидејќи не се почитува законот за туристичка дејност, информираат од асоциацијата. Странските агенции ги заобиколуваат локалните македонски туристички водичи, иако тоа им е законска обврска, обвинува подпредседателот на Македонската асоциација за туристички водичи, апелира Државниот пазарен инспекторат да преземе мерки. Апел упатувам до директорот на Државниот пазарен инспекторат, до институцијата Државен пазарен инспекторат да излезат, да ги заштитат интересите на туристичките водичи, да го заштитат законот за туристичка дејност, кој што сите може да го прочитат и да го видат и е на увид и да постапат согласно законот и согласно нивните надлежности да ги санкционираат овие странски туристички групи и туристички водичи кои што можеме да кажеме диво работат и ја толкуваат историјата на нашава држава.
Охрид е најатрактивната македонска дестинација за странски туристи и во екот на сезоната е преплавен со туристи и водичи од странство. Садиковик вели дека се случува водичи од Македонија да се очевидци на тури каде нивните колеги од странство, во зависност од која земја доаѓаат, така ги раскажуваат историските факти. И не само во Охрид, според искуствата на водичите, тоа се случува и во главниот град, а особено во музеите и покрај статуите кои сведочат за историјата на Македонија. Имаме состојба каде што странските туристички водичи ја толкуваат македонската историја на свој начин и можеме да кажеме дека е сквернават нашата историја. Ние неколку пати како Македонска асоциација преку писмени барања во минатиот период до институциите побаравме инспекцијата, односно во разговорите кои што ги имавме во минатиот период со Државниот пазарен инспекторат, побаравме, бидејќи тоа е во надлежност на Државниот пазарен инспекторат. За разлика од лани, годинава Македонија бележи раст на странски и домашни туристи. Државниот завод за статистика регистрираше во април годинава речиси 70.000 туристи, од кои 25,8% се домашни туристи, а 74,2% се странци. Во периодот јануари-април годинава, во однос на истиот период лани, бројот на туристите е зголемен за 24,3%. Директорот на Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот Љупчо Јаневски пак вели дека во нашите музеи и локалитети нема доволно кустоси и тоа е причината зошто странски водичи на туристичките групи им раскажуваат поинаква историја. Да, двете теми на некој начин се поврзани и двете имаат врска со историјата. Во првата наша тема беше менување на историјата за Илинденското востание, во вториот дел буквално за целата историја. И сега можеме да си ги замислам различните групи кога доаѓаат, секој водич им раскажува различна историја. НСС најверојатно нема. Ајде, добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Здраво. Здраво, здраво, здраво. Да, разбира се. Сичко хубаво. Не. Види, неќам многу да го општам тој муавет. Иначе, ова што од првата тема ви кажал, значи, Бугарскиот парламент, таму те председателот на парламентот што се изразуваше исто како да го слушав тој Риши Сунак, како го викаат. Или, да речеме, принцот Чарлс, кој да го слушав така. Сам, изворното е тоа. Ама од Алиекспрес, принцот Чарлс. Да, преку Алиекспрес или преку овојта Амазон, како муч. Да. Така. Иначе, види, покрај што Амазон или Алиекспрес делувале врски таму лоботомирани парламентарци кај нас тука делува. Тока, значи, ја не ги Бугарија верујте ме, ама лично не ги ставам глава, врв глава, да не кажам на друго место. Не кажуваме тоа, добро. На врвот на планината. Фуџијама, како ја вика там. Колку е голема планината? Има околу 3-4 метри. Машала. Отиде Маветов, не, да се спусти. Добро, да. Ќе се вратиме околу се, значи, они се гола вода како нас. Допориме равно, на Балканот додека нема нации како што треба. Тоа е само кочоперење. Штом немаш ти своја автоиндустрија, бродска индустрија, значи индустрии кои прават пари, а не чекаат од буџетарите да се пуни, нема те. Значи, затоа се они измеќари на овие што прават коли, што прават бродови, што прават селенски ракети и чуда. И затоа вака се однесуваат. Еве да речеме и насиле исто е. Ние имаме проблем со нашите, тој парламент таму може што сака да каже, ако нашиве тука речат не, крај завршена е песната. Еве доволно е виш Пентаровски делеше книги таму во Албанија некаде, не знам каде, не го зарјав пред дел баш многу. Ама гледам тој неговиот соговорник се здроби зборејќи македонски. Не може уста да му запрат од зборење македонски, тој до него стоеше. Така. И сега би кажал вешо и за овој патриотот. Така. И за патриотот сега даваше некоја изјава, вика, од оваа земја
Ти бебата, ако си патриот, нема да речеш од оваа земја. Сега имаш нешто сега скоро, од оваа земја. Братете ќе видат не од оваа, од Македонија. Така ќе кажи, ако е патриот. Разбрала ме, не разбрала и било кој да ме разбере. А што се тиче од овие водичиве, па треба да се стават табли убаво, да се напише на македонски и на, да речеме, на руски да пишува, нели, не мора тоа на енглески да биде, се руски език. Така, да. Така иде, во подем. Да. Да не земам време, поздрав, пријатно. Точно, да, си пишува на табла на сите јазици и како сакаат нека толкуваат, па после нека си размислат туристите кој е во право, а кој не. Ве разбра, мислам дека многу добро. Добро утро за следниот гледач, повелите во програма сте. Само ќе ве замолам телевизорот потиск. Добро утро. Добро утро. Добро, како може... Добро утро, Како може да има водичи од други држави или други без лиценца, без нищо? Каде е нашата инспекција? Прво сакам да прашам. Што работи таа инспекција зима толку пари? Прво каде е инспекцијата? Мора да има лиценца. Како може он да расправа историја? Како се бајде, смислам, не е важно на кој канал. ВМРО било бугарски, народот бил 90% бугароши, не знам како него е срам. Толку е езиво, толку, дури е ни телевизорот да излезе да се тепа со патриотите. Како не се срамат луѓето? Како ќе го поречуваат својата? Ако ВМРО ќе гласи ВМРО, внатре што бугарска национална организација нема да гласи ВМРО. Како можат да плукат по целиот народ? Знаете ли дека половини повеќе народот тука македонците за ВМРО и за Македонија, а не за Бугарија? Срам да е на тие букто. Они се бугарофили, а не ние што ја бранеме државата. Како може да... А друго сакам да кажам. Османи нека си даде оставка и комисијата што е за историја да се расформира. Таа комисија никој не е уполномоштен од македонскиот народ, они да менат учебници, да менат. Изгледа фендаровски, пустен. Забравили още 6 месеци дека работеше, подпишат устави, промени устави, не знам што, не знам каде. А сега ќе се правда, тамо ќе прави лици, како не се сраме. Тоа ли е председател? Тоа ли е председател, човека мора да се смени устава. Кој си бе ти народот избрал да држиш Македонија, а не да плукаш против неја? Морало да се смени устав. Кога да се кој не настави уставот до сега? Ние една држава и тие што доаѓаат одгоре, тие што не раздели Македонија 1913, и тие тука за тоа доаѓаат да го покријат тоа. Да, срамота е ово што се работи со Македонија, па кои се тие бугарофили? Па тебе да го тужам, дај секој ден што ми се јавува и тај Петр, Николче Петревски од Кичево. Бугарофили биле, бугарите ја предадели, ВМРО пречекало Бугарија. Народо изгинат од тие бугарски војници со таа фашистичка војска, а сега никој не ги признава. Па срамота е во што се прави со Македонија, кој го уполномоштува, никој ги уполномоштува. Бирај ги народот, треба да се држат за народот, а не за другите, за предавниците, тие што се кријат како подкушули, а зборот дека се македонци. И нешто се остане, не треба да отидат македонец, да чита историчар, а не да иде шофери тамо, што е дезерт, да ни чита тамо ово, како беше, кај Куманово што е, Пелинце. И што направи циркус лани премиеро? Затвори патиштата само тие што беа амбасадори, тие нивното, златното да дојде, а другот народот да смеја да припари, исклучени звучниците што вика народот што црка, што се буне. А каде и истото ли ќе го направи таа година, како што го направи за прославата на Гоце, за бранидене од натака народот? Ви благодарам многу на јавувањето, одиме со следниот гледач. Добро утро, повелете. Се загледав, видовме некои табли што ги спомена гледачот, ама не успеав да видам точно што пишува на нив. Добро утро. Добро утро. Повелете. Прво е на мала замерка, Искра Пламенка. Во првиот дел ја слушав гледачката преку мојот телефон. И реков, сега ќе си добијам, ја своето си го кажам, ама не добив. Си заврши емисијата. Мислам дека тоа не треба да би се случуват како професионалци.
А тоа мене ми се случи и не прв пат, повеќе пати. Треба да бидете во нека корелација со режијата. Толку за тоа. Добро. Значи режи да бидеме во корелација, замоли гледачот. Тоа велете, Здравко? Па да знаете дека имаш гледач. Тоа е. 21 век. А душманското од никаквите си продолжува. Сплотете се, бре македонци, за душманско да немаме. Душманите си го терат своето гнасно. А ние, македонците, си спијаме. Доста бе од зборување, празно зборување, плампање, без вистинска реакција. Ние сите трука тук, ако сме и малку македонци, треба да се занимаваме и вистински да се занимаваме и на вистинска одговорност да ги донесеме македонците изроди, кои денес се прикажуваат од лични интереси како албанци, турци, бугари, грци и шо ли не. Македонија, Македонија, шо стана со тебе? Толку е лошо што полошо не може да биде. Државноста ја губиме. Куќата Македонија, нашата заедничка куќа на ивреното. Вековните берези македонски од поднебјето македонска. Соземи се македонецу за да бидеш свој на своето. 30 години поминати до денес, 2023. Ние се најсрамните, најникаквите од македонското постоење. Те натера сам да се уништуваш. Врати си го достоинството, највредното, без него си ништо. И на крај една моја мисла, утрово родена. Ако си малку нормален, место на самокритичноста ќе му дадеш. Така во чистота ќе бидеш творец на слободата. Благодарам. Ви благодарам, Здравко, на јавувањето. Да, но се изгледа се е толку ненормално, што не е нормално да бидеш нормален веќе. Добро утро за следниот гледач, повелете во програма сте. Добро утро, Иска. Добро утро. Ве поздравувам. Поздрав и до вас. Видите, да ви кажам нешто. Цело утро ги слушам на Канал 5, сега сум слободен одмор, си дојдов од странство. Што да ви кажам? Еве да му кажем на македонското фази патриотче. Правите патриоти побегнавме по странство. Се боревме 2001, сите мои колеги. Јас бев ранет во Рачиново. Видов со која држава си имам работа, напуштев од полиција и си заминав во странство. Не затоа што не сум патриот и не си ја сакам државата, затоа што видов каква метастаза на непотизам селски има во државата. Некој што не се борел дома седал додека ние сме се пукали на 10 метра, во 2:30 часот сме влегле во Рачиново, дали жив или мртов, излегнеш, некој не го брига. Си села дома компири, патлиџани, баш го брига. И сега тој ќе ми се кажува патриот. Имате, ние сме 1,5 милиони со се кучиња и мачки во Македонија. Едно јасно да ја биде на македонците. Ако се точно македонци, ама како што гледам сите бради носат, зеле нешто од турското. Нема човек избричен, дотеран, дисциплински, да се угледаш како господин. Сите бради носат. Како да се турци? Зошто го подпишаа рамковниот договор? Тоа ме интересира. Нека ми кажат. Од тогаш почна ова екзибиција во Македонија. Западна Македонија ве албанска, источна Македонија ве ромско-турска. Се множат ромите со турците. И веќе покажуваат дигнитет. Ни државата им може нешто, ни полиција, ни судство. Ако направи некој кривично дело, го пуштаат условно и на еден начин тој има дигнитет во државата. Овие другите се никој ништо. Пола од луѓето што искара бугарски пасоши не се 3.000, него 450.000 од сигурен извор од Министерство за правосудие у Бугарија. Пошто имам јак човек таму и све знам.
И немој да ми кажуваат тие мене дека тие што имат бугарски пасоши биле бугари, вака, онака, си ја продале државата. Не, драги господа. Вие си ја продадовте државата. Тие ќе ги вратат бугарските пасоши, од кога вие ќе си иселете од сите села што дојдовте по градовите, кога ќе си идете по селава, ние ќе ги вратиме бугарските пасоши. Така, кога вие направивте миграција по градовите, ги опропастивте градовите, ги направивте кал, не култура, и непотизам за запослување по администрација секаде, луѓево што беа учени и магистри, што со некупени дипломи, беа принудени да ја напуштат државата. И сега вие овде ќе ми кажувате на мене патриотизам. Засрамете се, бе, луѓе, засрамете се. Пола од тие со бугарски пасоши и више се ја браниле 2001 државата, кој пола од нив изгина и на Вејце и секаде. Не можете вие да идете во Вејце да ставите една свеќа да запалите. Немате плоча, еве ви кажува градоначалникот каков спомени, какви бакрачи. По држава си имат, бе. Што се занесувате, бе? Затоа останавте тројца без двојца во Македонија. Сега може да се преброите на прсти, ама нема никој будала што ќе се боре за оваа држава, за некој да му дојде од село и да му кажува неписмен некој, ти ова ќе работиш, јас ќе работам администрација или директор ќе ти бидам. Тоа заврши тоа време. Никој не е будала. И извини Искра уште една звака што сум иритиран од дел од гледачиве, ова е реалната истина. Значи имам правено со многу субјекти што се на функција овде министри во оваа држава. И ми велат тачно во право си и од страна на ВМРО и од страна на СДС. Значи во право си вика, се некам да се представам кој сум и што сум, али со големо школо сум и така да што доста сум иритиран и да ми понудат пак да се вратам во полиција и министер да сака да ме стават, нема да се вратам. Затоа што јас бугарското државјанство го одјавив, си земав холандско. Тој ми беше процес од 97 кога си зедов, немаше таква повуци потегни и морав да се снајдам сам, за да не ме е срам. За некои си тука што викат бугарите олигрофени, да дојдат да ми кажуваат на мене како да правам, што да правам и кој сам јас да ме понижаваат. Па никој, бе, драги господа, не ке семејството да му страда ни за леп, ни тој да биде понижен во сопствената држава. Знаете кој се предава? Само главен војник. Колку сакате бидите патриоти. Ако така продолжите, нигде нема да стигнете. Воопшто не треба да се извинувате, напротив, ние треба сите да ви се заблагодариме, некојаш вака треба некој сериозно да ни ја плесне вистината во очи. Иако ова што кажате не го адресиравте до мене, јас лично се почувствував засрамена, ако тоа нешто ви значи, претпоставувам дека и другите ќе се чувствуваат така. Инаку, кога се враќате овде од друга држава, би сакала да можам да ви кажам добро ни дојдовте, но како кога и самите ви е јасно што се случува. Добро утро за следниот гледач, повелете. Добро утро. Добро утро. Поздрав за тебе, Алфа. Најгледана телевизија. Повелете. Сака, бака сега, да кажеме нешто за историјата. Ови, од колко дојдова, од 2016 што не ќе обединување, прати нека да имат, економите да подобрат. Ово не е партија. Ово е гледа се дека права мафија. Мафија само за лично богатење. Гледа се. По делата се гледа. Не се македонци, патриоти што се изгува што прават, или тоа е само лицемерие. Исто што викате Европска унија на народот. Европска унија, сиромаштија, бедотија, без работа, се Европска унија. Значи, ова друштво е предавничко. А и слушатели има предавнички. Се помена и на судиите треба се да одговарат. Како Ердоган што направи, Ердоган у Турска се направи се живо, што во против и секој нас имаме, државни удари има, полиција паѓа у несвеси, државни удари многу пати, диво населе, да не напомнат, знаат граѓаните, мнозинство, треба да одговарат. Лично преко телевизијата поддржуват ова банда, ова предавници.
и по името од 2016 се представија, се така упаѓат и скришом и критикуваат и ја поддржуваат ова банда оше. А и измислуваат критики против ВМРО, патриоти не биле. Работили исто, не се исто. До 2016 козе ВМРО немаше вакви бариња, немаше вакви сиромаштија и светска криза немаше. Се си беше нормално, дури инвестиции имаше, пензии имаше, не осека граѓаните нешто. Предатство на кај бугарите, што масакр работија тука из Македонија и требаше да платат 25 милиона долара, не платија. И сега некои се понудува, машки, не само женски, машки се понудуват, се поконуват како стурат да ја продава државата и се откажуваат од се што македонско, и од насно, и од револуционери, од се војводи, се поколе за Македонија. Сега се подгазуваат, ништо не биле. Ослободители били бугарите. Каде го постоje? Али и домашните продавници. Не само власта за материалисти за корис, него и слушатели. Гледам, јавија се сега уште само паѓат и поддржуваат и политичарите, различните политичарите. Политичарите за време на опозицијата немаше вакви случаи на сиромаштие, вакво предатство, немаше вакви договори да се откажуваме од се што македонско. Се, тоа Румен Радев кажава, треба откажување од се и уставни измени. Какви уставни измени? Уставните измени треба да ја присуствуваат на седмица или на граѓаните или да знае опозицијата. Само договори правиле. Ви благодарам и вам на јавувањето. Имаме време за уште еден гледач. Со него ќе завршиме и оваа емисија и двете теми да ги опфатиме. Добро ви утро, поверете во програма сте. Добро утро, добар ден. Добро утро. Не сум ја за темата, мене ми треба новинар да нешто сакам да кажам, раскажам. Па тогаш требаше во реже да го ставите вашиот број и ќе им биде пренесено и предадено. И освен ако не сакате сега да кажете, јасно и гласно. Не сакам со новинар да разговарам. Тогаш не се исклучувајте, ќе да ви го запишат вашиот број и ќе ви се јави некој од информативната штом пристигнат на работа. Мислам дека некаде околу 11 часот ќе ви се јават. Ви благодарам на јавањето, имаме сепак време за уште еден гледач, ќе го вратиме времето за убаво да си ги фатиме темите. Добро ви утро. Повелите во програма. Добро утро. Добро утро. Јас реков дека еден месец нема да се јавам. Ама се јавим поради човекот што зборуваше од Холандија, што го искинал државјанството бугарско и што си зел холандско државјанство. Само за него да му честитам. Се што зборуваше, сето ме тргна за да се јавам, ако реков дека после месец ќе се јавам. Само за него се јавам. Оправдано тогаш. Ако ме слуша да му честитам, да го служи здравието, да се јави пак да го слушам, пак ќе го слушам така со кеф и така алав да му е. Алав да му е. Се што кажа, се беше на место, се е точно така како што треба да биде. Ете така. Фала многу и се најубаво пријатно. Ви благодарам на јавањето. Да, последен пат со него кога сум се слушнала во збор по збор се јави, така што мислам дека секое доаѓање барем еднаш ке не испочитува, но еве на ваше барање да му пренесам повторно да ни се јави. Дали имаме време за уште еден гледач до крајот на емисијата или што ми се тргна темата, тоа значи дека е крај. Да. Иако темите беа такви какви што беа, мислам дека сепак имавме интересна емисија. Што од тоа ќе произлезе, ќе видиме, ние важно си го кажеме јасно и гласно нашето размислување. Ви благодарам на сите кои што бевте денес со нас, ви посакувам и убав ден и убав почеток на работната недела. Останете со Алфа телевизија, со нашата програма, она што сега следува се најновите вести.